почитуван председателе на Македонскиот полициски синдикат, почитувани представници, членови на синдикатот, ценети колеги, почитувани дами и господа. Прво сакам да изразам благодарност за поканата да присуствувам на оваа седница на Централниот совет, бидејќи ова е значаен настан за Македонскиот полициски синдикат, кој што се одржува секоја година и посебно што можам да се обратам пред Централниот совет како кредибилен и репрезентативен представник на вработените во Министерството за внатрешни работи. Секако дека фундаментот на полициска професија е заштитата на граѓаните, на слободите и правата, спроведувањето на законите, и таа од една страна представува и многу хумана, меѓутоа и многу посветена задача и работа која што имате сите вие. И на крајот од криштата е многу одговорна професија, а одговорноста која што пред се изразена во тие конкретни должности, обврски кои што ги добива секој еден полициски службеник, мора од друга страна да има и своја противтежа. А противтежа на одговорноста секако се правата кои што треба да ги имаат полициските службеници. И токму во тој дел синдикалното организирање и делување представува еден клучен чинител за да имаме една рамнотежа и избалансираност во постапувањето и во остварувањето на правата, и на тој начин на создавање на една рамнотежа која што ќе даде и резултати поголеми и за државата и за граѓаните генерално. Секако дека ако го имаме ова во предвид, една од нашите први зацртани задачи и цели, кои што ние ги дефиниравме како актуелно раководство на Министерството за внатрешни работи, е целосната и безрезервна поддршка на синдикалното делување преку конкретно интензивирање на соработката, преку партнерство со репрезентативниот синдикат, социјалната соработка, се со цел да можеме да отвориме и нови перспективи, нови можности за некакви конкретни, поквалитетни договарања, решенија кои што ќе имат за цел да го подобрат професионалниот, социјалниот и економскиот статус на сите вработени во институцијата. Сето тоа морам да признам дека ефектуираше со една многу динамична взаемна соработка помеѓу раководството и помеѓу синдикатот. Секако крајната цел е и на двете страни да на крајот постигнеме некаква согласност околу важни прашања, околу потребните прашања за вработените, и за нас беше тоа заокружено со потпишувањето на новиот колективен договор. И затоа сметам дека направивме еден позитивен исчекор, една позитивна рефлексија во однос на остварувањето на и синдикалните, и социјалните, и професионалните права на сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Вие сами знаете, тоа синдикатот го презентираше за низа на новини кои што ги усвоивме со колективниот договор, кои што ќе стапат на сила од 1.1.2022 година. Пред се наградата од противредност денарска од 100 евра за сите колешки кои што ќе имаат принова. Понатаму исплата во износ од 20% средства наменети за храна за колегите кои што работат ноќе. Исплата во износ од 5% на час за домашно дежурство во криминалистичката полиција, нешто што немавме до сега. Награда во износ од 150 евра во денарска противредност на ментори за успешно завршената менторска програма. Јубилејната награда во износ од пола просечна плата за 10 годишен јубилеј или работен стаж во Министерството за внатрешни работи. Секако дека тоа е еден сегмент од тоа што сме го постигнале сега, и секогаш и законите, и актите, и овие договори кои што ги потпишуваме, тие не се еднаш за секогаш дадени. Тие се договори кои што треба да бидат следени, нивната имплементација, да видиме што е тоа што е
добро, дали имаме одредени негативности, како да го подобриме имплементирањето на сите тие акти, и тоа е задача која што наредниот период треба да ни биде приоритет на сите нас, и на нас како раководство, и на вас како членови на Македонскиот полицски синдикат. Секако дека се превземаат и други активности кои што делуваат во севкупното работење, а тоа значи и севкупно подобрување на материјално-техничката положба на полициските службеници, пред се во поглед на опременоста на полицијата, инфраструктурните услови, капацитетите за работа на полициските организациони единици. И оваа тековна година продолживме со набавка на униформи и се она што беше потребно. Очекуваме дека според договорите 15 јануари е последниот ден кога треба да се испорача се она што беше нарачано, практично јакните за полициските службеници ќе треба да пристигнат до 15 јануари. Набавивме повторно уште еднаш униформа, односно облека за оддел за заштита на определени личности и објекти, за хеликоптерската единица, нови униформи за оние кои што се сега на обука, секако за младите полицајци. За тоа што сакам да истакнам дека за 2022 година успеавме да обезбедиме зголемување на платите за 5% на сите вработени, за да можеме да го продолжиме тој процес на усогласувањето на платата. Ги исплативме за останатите бонус плати за прекувремени изработени часови. За 2022 повторно имаме во буџет средства да се исплати целосна бонус плата за 2021 година за сите кои што оствариле повеќе од 150 часа прекувремена работа. Ова се дел од работите кои што се завршени во овој, би рекол, еден интензивен период на и реформи и подобрување на условите за сите нас кои што успеавме заеднички да ги реализираме. Секако дека останавме и ќе останеме и понатаму посветени на начелата на отвореност, на комуникација, на соработка, како базични кои што допринесуваат понатаму да се унапредува не само професионалните и синдикалните стандарди, туку и целокупното функционирање на Министерството за внатрешни работи, или ако сакате и целокупниот систем на остварувањето и заштита на човековите права и слободи, бидејќи едно со друго е многу тесно поврзано и сето она што го правиме за подобрување на улогата и функционалноста на полицијата, унапредување на животниот стандард на полициските службеници, тоа индиректно влијае и врз граѓаните и врз системот генерално на државата кој што функционира. Сепак сметам дека имаме со ова само еден мотив повеќе и уште многу работа која што треба да се сработи за да навистина креираме еден поинаков амбиент за секој еден вработен, да градиме еден подобар професионален и структурен амбиент во Министерството, и тоа го препознаваат на крајот од краиштата и граѓаните. И ако ги гледате и најновите истражувања сегашни, ќе видите дека македонската полиција после армијата е вториот субјект кој што има најголема доверба. И тоа треба да ви биде гордост на сите вас. 2015 година моето доаѓање во МВР, довербата беше помалку од 23% или историска најниска доверба во полиција од постоењето на полиција дури во бивша Југославија. И затоа тоа не обврзува дека ние мораме понатаму да имаме таа отвореност, комуникација, соработка, при тоа правилно да ги дефинираме, да ги поставиме стратешките определби на Министерството и тие заеднички да ги имплементираме, затоа што заеднички ни се и целите и интересите. Ние не сме партнери кои што се исклучуваме еден со друг, туку напротив,
сме повикани на соработка и затоа е важно да споделиме што е можно и повеќе сознанија, повеќе идеи, повеќе концепти, како што тоа и досега го правевме. Секако дека и меѓународните практики, стандарди кои што можеме да ги добиеме преку разни споделување на искуства и размена на искуства, тоа е еден дополнителен инпут во градењето на овие заеднички стратегии во кои што треба да се унапредуваат и работничките права, а тоа е секако една од стратешките цели на владата при унапредувањето на работничките права и ние цврсто ќе стоиме на тој став дека тие права треба да се унапредуваат. Разговаравме со председателот на синдикатот и со дел од раководството и во однос на вашите барања како синдикат кои што ги имате во делот на подобрувањето на работничките права, и јас апсолутно како министер стојам зад тие барања. Се надам дека тие првични барања кои што сега се изразени преку Сојузот на синдикати ќе бидат и усвоени и реализирани. Еден од законите помина, а тоа е за неделен неработен ден. Сепак тоа е унапредување за работничките права, без разлика кој на кој начин и како ќе го разбере и ќе го дефинира. Меѓутоа, во едно сум сигурен дека секогаш постојат недоразбирања помеѓу синдикатите и работодавачите. Меѓутоа, тие недоразбирања се надминуваат само ако имаме разговор. Без да имаме разговор, без да изнесеме аргументи, без заемно да седнеме да ги погледнеме сите аргументи, многу тешко се доаѓа до решенија. И само ќе ви споменам какви беа разликите во однос на минималната плата. Затоа што од една страна работодавачите мислеа дека нешто многу треба да дадат на работниците, а работниците го бараат тоа што го заслужуваат. На крајот се увиде дека преку такви политики имаме заедно задоволство и на работниците и на работодавачите, бидејќи не е сеедно кои луѓе и со каква мотивираност пристапуваат кон работењето. Нема да должам повеќе. Ова е крај на годината и за нас како служба. Ние секако дека ќе ги сумираме и ќе ги објавиме резултатите за работењето во 2021 година. Минатата година по многу параметри статистички покажавме дека може да се постигнат резултати дури најдобри во последните 30 години. За среќа на сите нас оваа година имаме многу подобри параметри во многу повеќе сегменти од тоа што беа минатата година. И тие се заслуга сепак на сите вас, на вашето ангажирање, заедничко работење, разбирање на состојбите, посветеноста која што имаме. Затоа ви благодарам на сите вас за ангажманот, поддршката, за разбирањето кое што го имаме заеднички, а секако дека тоа треба да ни биде мотивација и за наредниот период. Да ви посакам на сите вас прво лично здравје, лично семена среќа во 2022 година, да си посакаме сите заедно конечно да се ослободиме од короната заради тоа што ни е преголем предизвик, да намалиме што е можно повеќе кризи, затоа што првичниот удар е на нас како служба и секако да имаме успеси во наредната 2020 година. Ви благодарам многу.